Согласно член 38 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за заштита на човековата средина на Советот на општина Битола на 22.12.2022 година четврток во 12:30 часот со предлог следниот дневен ред. Програма за заштита на животната средина на општина Битола за 2023 година, оперативен план и предлог програма за спроведување на системска дератизација на канализациониот систем, јавна депонија Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на територијата на општина Битола за 2023 година и оперативен план и предлог програма за контрола и уништување на комарците на територијата на општина Битола во 2023 година. Го молам подносителот да се произнесе по однос на точките од дневниот ред. Предлог програма за животна средина. Значи, исто поделена е по медиуми. Од работите што ги работи тековно одделението, значи оценување на квалитетот на амбиенталниот воздух, кој се врши врз основа на редовни мерења преку државната мрежа и информирање на јавноста преку соопштенија при надминување на праг на информирање и праг на алармирање. Од тековните активности катастар на загадувачи, значи до ажурирање на постоечкиот катастар на загадувачи кој веќе е донесен, со внесување на податоци од претходната и тековната година согласно решенијата за одобрени елаборати за заштита на животна средина и нови Б интегрирани дозволи. Сега ги направивме на 2 години до ажурирањето, бидејќи имавме мал број на решенија во 2022 година и поднесоци за Б интегрирани дозволи. Во делот на изработка на зелен катастар, оваа година значи го имаме вториот дел од територијата на општина Битола, на потегот улица Партизанска, делот Градски парк, булевар Социјалистичка револуција, довлежик до кружниот тек со што ќе се заокружи првиот дел од зелениот катастар. Изработка и имплементација на ЛЕАПот, значи како што знаете ЛЕАПот беше во 2022 предвиден во годишната програма, меѓутоа предвидовме средства и за 2023 година. Предлог ЛЕАП ви беше пратен на советниците, сите предлози што ги имате во делот на ЛЕАПот, испраќајте ги на мојата електронска пошта, ќе бидат спроведени до операторот и ќе бидат вградени во ЛЕАПот, во локалниот еколошки акционен план. Во делот со управување на отпад, акцијата Генералка Викенд во соработка со Министерството, ПАКОМАК и општините продолжува и оваа година, исто ќе биде во мај како и претходната година. Уредување на дворните места во колективните домувања. Целта во овој дел е значи да се фати централното градско подрачје со уредување на зелени површини, поставување на урбана опрема. Во делот на финансискиот преглед, значи изработка на зелен катастар дел 2, 500.000 денари, односно поделена е на 3. Програма за животна средина, субвенции, капитални финансии. Програма за животна средина имаме зелен катастар дел 2, 500.000 денари. Услуги за заловување и стручен третман на кучињата скитници и нерегистрирани кучиња на територијата на општина Битола 400.000 денари. Ажурирање на катастарот на загадувачи 2022 и 2023 година 25.000 денари. Уредување на колективни згради на дворни места со зелени површини и поставување на урбана опрема во соработка со ЈП Комуналец со договор 500.000 денари и изработка на ЛЕАПот 472.000 денари. Во делот на субвенции, значи оваа година имаме повторно субвенционирање на инвертер клима уреди 1.600.000 денари, субвенции на енергетска ефикасност со продолжување за фасадите 3.125.000 денари, субвенционирање на енергетската ефикасност за веќе добитниците што имаат добиено субвенција од 2022 година за доисплата на третиот дел од како ќе ги направат фасадите 750.000 денари и субвенционирање на замена на дограма за домаќинства 1.600.000 денари. Во делот на капитални имаме физибилити студија за видеонадзор 1.5 милиони. Она што беше претходно во 2022, повторно во 2023, значи сега е пуштена јавна набавка за физибилити студија за видеонадзор. Претходно имаше претходна проверка на пазарот, технички диалог на кој што не се јави ни еден оператор и се донесе одлука се пушти јавна набавка за физибилити студија. Во делот на другите две програми, значи оперативен план и програм за спроведување на превентивна системска дератизација на канализационен систем, јавна депонија Мегленци, диви депонии и ѓубришта на територијата на општина Битола, значи за двете програми предвидени се 2.5 милиони денари.
Значи согласно Законот за заштита на населението од заразни болести и Законот за јавно здравје, во делот на дератизација имаме дератизација на подземниот канализационен систем во реоните, ги имате реоните во градот, 3250 шахти, дератизација на канализационен систем на објекти од посебен јавен интерес 400 шахти, дератизација на јавната депонија Мегленци и дератизација на јавни површини во населени места Горно Оризари, Долно Оризари, Кравари и Роговарди 150 шахти, односно предвиден број за двете дератизации 7600 шахти. 3000 парафински блокови од 50 грама со адекватна активна супстанција на база на антикоагулант, а во делот на уништување на комарците на територијата на општина Битола, исто согласно претходно наведените закони. Значи имаме две фази, како што знаете, ларвициден третман и адултицивен третман. 5 до 6 третмани за контрола на комарците со динамика во месеците април, мај, јуни, јули, август и септември. Ќе биде извршен третманот. Благодарам, Александра. Дали некој од колегите бара збор? Овели колега Очулаговски. Неколку прашања. Прво, леапот се изработува во моментов, а во програмата стои дека дека согласно с програмата за 2022 и предвидените средства донесен е нов локален еколошки акционен план од 5 години следи негова имплементација. Ние немаме нов локален. Извинете, може се работи за техничка грешка. Изработка и имплементирање на ЛЕАП согласно Законот за животна средина. Значи, како што знаете, предвиден беше со програмата за животна средина за 2022 година. Меѓутоа, предлог ЛЕАПот, локален еколошки план, ви го дадовме на разгледување за сите забелешки кои го имате околу него да бидат вградени и средствата се предвидени за 2023. Ако е нешто во делот на текстот, може да се работи за техничка грешка. И изработка и имплементирање. Да. Добро. Друго, дали оделението за животна средина во општина Битола има поднесено барање до Министерството за животна средина поради нефункционирањето на мерната станица Битола 1? Да, вака сега. Кога е побаран одговор? Прашањето кога е поставено и дали имаме добиен одговор? Одговор немаме добиено, телефонски разговор имав јас со лицата кои што беа задолжени за мерните станици. Ми беше кажано дека мерната станица Битола 1 работи, меѓутоа системот има проблем кај нив, можно е да беше и хакнат, нападнат. Сега мерната станица работи и ги чита сите податоци. Значи пуштен беше допис во понеделникот беше пуштен допис до Министерството, доколку има такви проблеми во иднина на електронска пошта да не ги пуштат сите информации, односно да ги пуштат среднодневните вредности. А иначе мерната станица Битола 1 работи и сите денови кои што не ги читаше претходно ги чита. Добро. Дали досега имавме оваа зима пречекорување на прагот на информирање? Не, досега нема ни праг на информирање, ни праг на алармирање. Колкав е прагот на информирање и алармирање? Праг на информирање е над 100 микрограм врз метар кубен, а прагот на алармирање 163, со тоа што секоја година се намалува. Ова година треба да ни дојде известување од Министерството за намалување. Значи секоја година соодветствено на одреден процент се намалува. Да речеме пример 60 ми рековте на информирање 100. На алармирање 100, значи 2 последователни денови. Доколку има надминување над 100, имаме праг на информирање. Добро. Фала. За телката. Јас имам неколку прашања. Прво ме интересира, рековте дека сите забелешки кои ги имаме во врска со со ЛЕАПот ќе бидат вградени во разгледани и вградени, што доколку тие забелешки не бидат прифатени и што доколку тие забелешки не влезат во тој ЛЕАП, дали фирмата која што е задолжена да го изработи заедно со оделението за животна средина размислува дека можеби ќе добиете некои забелешки кои нема да сакат да се вметнат во тој ЛЕАП?
Значи, операторот не е тој што сака или не сака да ги вметни забелешките од страна на граѓаните или советниците или од страна на насоките за локалниот еколошки акционен план ги носиме ние, односно одделението и вие како совет. Самиот локален еколошки акционен план има временска рамка и финансиски склоп. Значи, сите забелешки всушност треба да ги дајме ние како граѓани на општина Битола. Локалниот еколошки акционен план е наш. Ние треба да го имплементираме. Наш документ кој треба да се имплементира. Да, точно. Вие дали сте задоволни досега од она што го имате добиено како информација? Значи, јас како административен Не вие, службеник- општо мислам одделението кој работи на самиот документ. Значи, самиот документ е нахранет со податоци што ги дава одделението и сите останати јавни предпријатија. Дали сум задоволна? Јас сум задоволна доколку, ако мене лично ме прашвате сега како граѓанин Да, бидејќи ако не општина се Битола, имплементира, ќе биде после ќе биде најкриво, ќе биде одделението, така ќе речат сме донесле некој документ кој не може да се реализира. документот треба да го донесете вие како совет, доколку не ви се имате забелешки по делот на документот, претпоставувам дека нема да биде донесен и нема да биде имплементиран. Добро. Ме интересира во врска, рековте, за уредување на дворни места во соработка со Комуналец. Дали минатата година имавме реализација година, не. и дали имаме информација каде? Реализација на таа ставка од претходната програма за животна средина немавме. Оваа година, значи имаме, како што гледате, за разлика од претходната, сакаме со договор со јавното предпријатие Комуналец, ние да ги на некој начин преку договор да ги задолжиме јавното предпријатие Комуналец да може да врши уредување на зелените површини. Во делот на зошто не е имплементирана таа ставка од претходната програма, не можам јас да ви дам одговор. Благодарам. Да. До кај е постапката за физибилити студијата за видеонадзор? Како што ви кажав претходно, на системот за јавни набавки, транспарентен не може да го отворите, ќе најдете техничката спецификација во делот на и програмата за физибилити видеонадзорот, значи имаше технички диалог со економски оператори на кој што технички диалог требаше да се јават доколку имат прашања или забелешки во делот на проектната програма и техничката спецификација. Помина тој дел во јавните набавки, не се јави никој. Донесена е одлука и мислам дека пред 2 дена е пуштен во системот за јавни набавки за да може да се избери оператор за изработка на физибилити студија, значи течат деновите. Можете да ја најдете цела постапка, цела проектна документација, техничка спецификација на страната на јавни набавки, Бирото за јавни набавки. Благодарам. Колегата Кире. Јас имам прашање во дел на леапот. Значи, бидејќи од денот на донесувањето на леапот, изгласувањето од страна на Советот на општина Битола, ќе треба да се премини на реализација. Барем да имаме некои рокови, да речеме после празниците или на првата седница во месец јануари да се донеси леапот, бидејќи мора после да одат на различни постапки за да почнеме со реализација на леап. Дали овие се претпоставам дека ќе имаме некои забелешки таму во дел на некои дополнителни активности и дали се предвидени дали сме ограничени во дел на финансиски средства, дали има некоја финансиска рамка или дополнително можеме со нашите активности да се зголемува рамката во дел на реализација. Значи, во делот на финансиската рамка немам одговор да ви дам на тоа прашање, меѓутоа во делот на временската рамка, краткорочни и долгорочни, и од претходниот леап и од други леапи од општини можете да видите колка е финансиската вредност на сите мерки што треба да се спроведуваат. Сега во делот на буџетот јас не можам да ви одговорам. Немаме значи ограничување во тој дел. Во дел на оперативниот план и предлог програма за спроведување на систематска дератизација на канализациониот систем. Добро. Јавна депонија Мегленци. Дали ова ќе оди како јавна набавка и било кој економски оператор вака може сега, да се јави? Во делот на дератизација и дезинсекција секогаш оди јавна набавка со техничка спецификација и скоро секогаш се јавува Центарот за јавно здравје Битола.
Значи тие си ја спроведуваат. От има и други може да се јават, Центар за Можат јавно да се здравје, не јават, знам, да. од Скопје Можат, или било можат. каде. Сакам тука да напоменам дека цените се доста зголемени во дел на нови активности. Дали ги имате предвидено во дел ги имаме на предвидено шахти, секоја на година, да. Значи секоја година буџетот за овие две програми беше 2 милиони денари, меѓутоа ова година 2 милиони и 500. Значи ќе биде во ред, Согласно, така да може да се завршат сите работи, да не остане да. само дел да се Да, заврши. не. Добро, фала ви. Дали некој друг од колегите? Колегата Корлевски? Ако може, Извини ме. Јас само вака, прво програмата за животна средина. Од самиот наслов вели целта вика во овој секој право има на животна средина и секој должен да не упрадува. Цела вика мерките и активностите за животно на уредување на животна средина се од јавен интерес. И за тоа ќе воведиме некои мерки. За амбиенталниот воздух и така натаму. И имате во програмата управување со отпад акција за чистење на градот, Генералка викенд. Дали е возможно во овој Генералка викенд да дополниме пошумување на делот на околината на општина Битола? Мислам, јас го спомнав и кога бевме за подготвување на тој лејап, дека е потребно, бидејќи со пожарите кои што ги опфатија деценија уназад години, околината на Битола, ја прашав директорката на Комуналец, вика не е во наша надлежност, па сега ова е пошто е животна средина и се однесува на нас, дали можеме покрај ова генералка на чистење на диви депонии, пошто дивата депонија, ако е дива, ќе се создаде и ваму и таму, ама да создадеме нешто што ќе траи во генерации и согласно целите кои што ги имате наведено, да може има уште еден генералка викенд или како сакате ден на дрвото во кој ќе се вклучат основци, средношколци, сите така натаму. Ќе одредиме локации, нека бидат микро за почеток, не знам. Баден Балари таму каде што беше пожарено, па натаму Билкамен. И на некој начин ќе имплицираме како општина Битола со одреден број на финансиски средства за нормално за расади, со кои што тие по 5, 6, 7 години ќе бидат заштита на животната средина на Битола и ќе дадат резултат. Тоа е првата работа. И втората работа е дали е возможно во овој оперативниот план за дезинсекција, вика планирање за распоред на динамика и третман за третирање на комарците. Секоја година малте имаме жалба од граѓаните, бидејќи нас не се случува, да сега не проверам. Пазете, на 1 октомври ќе прскаме против комарци. Месец за динамика, април, мај, јуни, јули, август, септември. Овој септември може да го тргнеме, да го повториме то прскање во мај, кога се ларви уште. Бидејќи мислам дека барем, не сум експерт во животна средина или тие работи, ама најголемата наезда, кога нормално се развива вегетацијата, се разбудува природата после зимата, е тој период, април, мај, месец, јуни, кога тогаш би ги заштитили овие жаришта кои што ги имате наведено точно, Драгор, Црна, Кајтулана, Кравари и така натаму, да не ги наведувам, да не ја замарам јавноста. Мислам дека во крајот на септември, кога паѓа температурите, кога нема можност за тие се веќе оформени како инсекти, во минатиот состав бев дел од таа комисија за здравство која е повремена и во која што ни информира од трудова медицина, таму од каде што се делуваат на тие работи. Ние велевме за повторување, па се размислувавме дали е подобро авионско прскање, па дали е лично, тогашниот советник, сегашен градоначалник, кажуваше дека е подобро директно да се призгува. Па ако е теренски,
Онда кога септември, ако може, не знам, по моje мислење или не знам како е на стручњаците, добро би било да се повтори во април и мај кога се уште во ларви, кога се уште не се развиени во комарци, за да не види проблем после во мај и јуни. Моje размислување. Дали ќе го прифатите или ќе вметнете во програмата, одлучувате вие, меѓутоа тоа е моето мислење, она што го гледав од коментарите на граѓаните кога имаше најави од општината и од останатите институции дека во овие месеци, зборам септември, крајот на септември ќе се врши прскање против комарци. Да ги фатиме тие периоди кои што се навистина битни. Значи, во делот на последното прашање можеме да дајме препорака до Центарот за јавно здравје, меѓутоа програмата се изработуваат стручни лица кои конкретно ги наведуваат овие месеци според она што ни е кажано и нас, во делот на температурите, влажноста на воздухот, дали има врнежи или нема, можеме да му дајме препорака, а кога ќе дојде директорката при поднесување на извештај за годишна работа на претходните програми, нормално комисијата повторно може да му најде мало подсетување. Во делот на пошумувањето, значи секогаш бидејќи ова се работи за предлог програма за животна средина, секогаш можеме да вградиме како предлози ваши. Она што сакам да ви го кажам јас дека претходно одделението за животна средина, односно за урбанистичко планирање, аплицираше на проект Clean Air на Европска унија и освен со енергетска ефикасност за одредени училишта, аплицираше и со пошумување и зелени појаси и чекаме сега одговор во тој дел, така да можеме да го вградиме во животната средина во програмата и исто кога ќе добиеме средства на јавниот повик, доколку сме избрани, бидејќи се 4 пилот општини, нормално дека тоа понатаму со нивна помош и финанси ќе се направи во комуникација со комуналец беа овие зелени појаси. Можете да дојдете во одделението, ќе ви ги дам и во кои потези беа направени тие зелени појаси, како предлог. Да, повели. Уште едно дополнување. Касарната, мислам, поранешната касарна беше на вистина на голема зелена бариера која што го штитеше градот, меѓутоа се направи тоа што се направи, си секоја дрвата заради парцели, позиции и така натаму, се она што се планира да се изгради. Дали како во програмата за животна средина може да влези таа работа дека или да се наложи, да можеме да го наложиме, или јас си го спомнам во Леапо, секоја градба таму согласно нивниот габарит да предвиди една зелена површина. Согласно законот да за има градење и законот за зеленило, градба не смее да се даде одобрение за градба, колку што знам, без 20% зеленило. Законот, да, не може. Не можам сега, мислам, да ви сега одговорам на тоа. Ајде, мислам, еве има некои објекти кои што не се почнати или се во фаза на започнување. Добро е уште во самиот почеток како го фатиме зачетокот, мислам дека ќе пратат тој континуитет сите и ако го клајме како дел од програма, мислам, значи во секој случај ако не останат финансиски средства или ќе пренамениме во најмала рака, мислам дека нема да биде на одмет, барем ете да дајме уште едно задолжение на комуналец или на било кој да нова зелена површина. Тоа е и целта. Значи сите предлози што ги имате после завршување на комисијата, нормално Слободно. Колегата Методија. Фала, дослужувате едно прашање. Дел разбрав, дел не разбрав за физибилити студијата, во која фаза е? Значи сега е во фаза на јавна набавка на електронскиот систем за јавни набавки. Значи донесена е одлука, предлог проектната програма е ставена, техничките спецификации и во моментот течат деновите на кои што треба да се јават операторите, а понатаму да се разгледува комисијата што е задолжена за физибилити студијата, понатаму треба да ги разгледа сите оператори кои што се јавиле и да донесе одлука за избор. Добро, друго прашање по однос на ова, веќе кога влеговме во таа фаза, значи дали имаме информација кои делови од нашиот град ќе бидат под видеонадзор? Не мора прецизно ми одговорите. Значи токму физибилити студијата всушност ќе, колку што знам јас, ќе даде одговор на тие прашања.
Добро. Можете да ја отворите проектната програма на страната на на јавни набавки и ќе ги видите сите услови што се даени за операторот да може да постапува по нив. Океј, друго, гледам некое продолжување на јавниот повик за зградите. Да. Што се случи со него минатата година и што ова продолжување дока Минатата година стигнавме? имаше два јавни повици за енергетска ефикасност. На првиот јавен повик доби една зграда, таа е на улица Кочани. Така мислам дека беше на улица Кочани, да. а на вториот јавен повик се јавија 4, од кои што 3 само аплицираа, тие се Карпош број 3, влез 1, 2 и 3. Значи и сите со договор со решение во оваа година, значи со издавањето на проектната документација потпишаа договор. На првиот повик е до 1.9.2023 година, мислам дека беше треба да биде завршена зградата за доисплата на последната третина од средствата, додека на вториот јавен повик до 1.11.2023 година тие 3 влеза од Карпош 3 за со сопствен надзор да ги завршат зградите за да можеме да ги исплатиме останатите третини, затоа се предвидени во програмата за 2023 година 750.000 денари. До исплата. Значи 4 добитници имаме. Кочани, улица Кочани и Карпош 3, 1, 2 и 3 влезови. Бидејќи посебно си аплицираа влезовите. Не како целина, туку Карпош 3 влез 1, Карпош 3 влез 2 и Карпош 3 влез 3. Океј, и последно прашање. Повеќе од ставките кои се тука наведени во оваа програма ми се познати, бидејќи генерално искрено очекувавме и минатата и оваа година некои големи новитети и некои големи финансиски средства, меѓутоа очигледно дека одиме секоја година со таа динамика. Гледам нешто ново тука, субвенционирање на замена на дограма за домакинства. Да. И како е замислено ова, што е замислено, нешто имаме некој план како што Значи, ќе исто правиме? ќе оди со Ќе одиме на индивидуални, стамбени, социјални, ќе одиме на не знам, на јавни установи, како е ова? Домакинство Значи, пише, ама подетално. Мислам дека обширно е многу. Значи вака сега ќе оди исто со јавен повик, панданот ќе биде, предпоставувам, значи ќе го прави со правник, ќе соработваме, ќе оди по панданот на Министерството за економија, нормално за домакинства ќе биде, мислам, секој Субвенционирање на дел или целосно замена? Субвенционирање на дел, нормално. Во промената дограма, предпоставам во тековната година, Во 2020. тековната година предпоставувам дека ќе оди исто како е енергетската ефикасност, подолг период, односно претходно да ја заменат дограмата, да има слики од претходната стара дограма со фискални сметки, па после да има исплата. Нешто како Министерство за економија, само на општинско ниво. А критериуми дополнително предпоставам на комисија ќе Критериумите се утврдуваме. задаваат во јавниот повик. Јавниот повик кога ќе се спроведи, тогаш ќе бидат критериумите даени. Добро, фала. Веројатно ќе се разгледа. Да, колешката Ани. Добар ден на сите, се извинувам што закаснив, меѓутоа имам две прашања. Околу зелениот катастар, пошто гледам дека и ова година нема целосно да биде завршена, тоа ни е многу битен влезен документ во изработката на генералниот урбанистички план. Кога се планира целосно да биде завршен? И второ, околу Леапот, пошто покасно ја се вклучив оваа година, овде пишува дека согласно програмата за 2022 и предвидените средства донесен е нов локален... Да, грешка е техничка, се извинувам. Значи техничка грешка е во делот на ова, Добро. во делот на Леапот. Добро, Оваа и година второ... имаме изработка и имплементација на Леапот. Да, ние добивме некоја нацрт верзија за Леапот. Добро. Јас ќе ве молам, оти овде пишува изработка, значи то веќе отпочната изработката на Леапот, пошто сме стигнати до некоја нацрт верзија. Да. Ве молам околу проекциите и влезните податоци на почеток, да се направат корекции и измените од предходниот Леап, пошто доста параметри се повторуваат. Значи ние имаме сега помина пописот на населението, имаме нови демографски податоци, нови податоци за економските субјекти. Ве молам да бидат вградени и да биде соодветно. И на крајот, каде што се мерките, да има конкретни, јасни, мерливи резултати и индикатори
која е целта и што сакаме да постигнеме. Многу едноставно тоа може да се направи, со што сакаме да мериме, за да го определиме, дали предвидените мерки нас ќе ни вродат резултати и што очекуваме да донесат тие мерки, зошто вложуваме, колку вложуваме и што очекуваме од вложеното. Не само да бидат дадени мерки, значи индикатори и мерливи резултати. Тоа мора да го содржи таа физибилити студија. Иначе ова е обично изгубени во текстот сме и во овај леап, како и во поранешните. Тие беа моите прашања. Поред. Дали некој друг од колегите бара? Да, повели. Кратко сакам да го поддржам колегата Корлевски. Да, 20% зеленило ние мора да оставиме во секоја градежна парцела, меѓутоа нигде не седи обврска и никој не дошол да провери дали таа зелена површина е навистина зелена, дали е пошумена, значи тука треба да се има некој инспекцијски надзор, дали е тоа навистина спроведено и уште едно, елаборатите за енергетска ефикасност се исто така обврзни, меѓутоа од кога ќе се изведи објектот, никој нема евиденција дали е тоа спроведено на тој начин, дали се вградени енергетски ефикасните материјали, соодветно предвидени со проектот и дали е тоа онака како што е предвидено со одобрението за градба. И тука треба одделението за животна средина некои активности да превземи за да може да ги следи овие работи. Благодарам. Благодарам. Некој друг? Молам? Има надзор, да. Надзорот треба да се види. Немам Треба надлежност проверка да јас во прави. тој дел, затоа не можам да ви одговорам ништо. Значи тоа си е надлежност на друго одделение, Не, на други да. инспекции, јас немам надлежност. Да, да. Дека треба да е така. Да. Дали некој друг бара збор? Можеме да одиме на гласање. Ќе гласаме поединечно секоја точка. Да. Значи точка број 1, програма за заштита на животната средина во општина Битола за 2023 година. Кој е за? 5 за. 5 беа. И Александар. Точка број 2. Оперативен план и предлог програма за спроведување на системска дератизација на канализациониот систем јавна депонија Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на територијата на општина Битола за 2023 година. Кој е за? 5 за. И број 3. Оперативен план и предлог програма за контрола и уништување на комарците на територијата на општина Битола во 2023 година. Ќе ве молам кој е за? Едногласно. Ја заклучувам седницата на Комисијата за човекова средина. Ви благодарам, колеги.